Имаме два специфични делови. Едниот дел е кој што оди од над градот Кичево до влезот во тунелите кај Пресека. Тука имаме стабилизација на косини со изведба на галерии, што е навистина најмодерно решение кое што може да се најде во моментов. И тука буквално одиме од објект на објект, значи најчесто имаме мост, галерија, стабилизација на косина, повторно мост, а всушност и влезот во тунелите е така. Имаме 3 галерии, после тоа имаме мост, па голема косина, па повторно мост, па влез во тунелите. И навистина се работи за едно инженерско чудо. Паралелно со тоа, можеби најголемиот проблем е кај селото Ботун, каде што за жал до крајот на 2024 година воопшто не биле изведени геотехнички истражувања. Тие ни покажаа дека тие геотехнички истражувања ни покажаа дека земјиштето за жал е со многу лош квалитет за голем инфраструктурен проект. Се работи за многу вода која што е во таа планина и се работи за главно песоклив терен. И за да се заштити тој терен таму, ќе се изведат 6 објекти кои што влегуваат длабоко во земјата. Длабочината е до 21 метар. За представа на јавноста, една осумкатница е 21 метар, значи ние 6 осумкатници ќе спуштиме во земјата со цел да го стабилизираме земјиштето кај Ботун. И да бидам исто така јасен, за автопатот Охрид-Кичево рокот останува ист и ние ќе го завршиме во рамки на рокот.